Благодарам. Ке почнем од комисијата. Јас не би го нарекол неуспешен. Комисијата имаше 10-та физичка во присуство средба. Овие вчера и завчера беше 10-тата. И во овој период таа покри 3 големи етапи од античкиот период, средновековниот период и еден дел од отоманскиот период и усогласи заеднички наратив за 5 значајни историски личности за двете страни, и за македонската и за бугарската страна. Ако референтна точка за работата на вакви комисии за комплексни историски прашања се компаративните искуства на други држави, кога неодамна бев во Берлин, разговаравме, меѓу другото и за тоа со некои од соговорниците, искуството германско-француските разговори, германско-чешките разговори, многу долгорочни, германско-полските. Овие комисии понекогаш работат со децении за да испорачаат резултати. Така што, ако оваа референтна точка е легитимна и релевантна, мислам дека Македонско-бугарската комисија работи во полна парија и продуктивно. Вчера, од разговор со дел од членовите на нашата страна на комисијата, бев информиран дека многу важна препорака во делот на историските учебници е разговарана и прифатена. Утврдена е динамиката, ќе имаат уште една средба во текот на оваа година и ќе имаат 5 средби идната година. Процесот што го почнавме со договорот за пријателство со соседна Бугарија е исклучително комплексен и благороден процес, кој што треба да донесе блискост, пријателство, меѓусебна почит и разбирање. Меѓусебна почит се споменува неколку пати во преамбулата на договорот за пријателство. Членот 2 од договорот за пријателство зборува за обврската на Бугарија да ни помага на нашиот европски пат. Ние сме целосно посветени на почитување и имплементирање на буквално секоја одредба од договорот за пријателство. Во овој период ќе имаме и се во тек дипломатски напори да најдеме излез од оваа ситуација, меѓутоа полето не ни е неограничено. Нашето право на самоопределување во 21. век на овој континент не може да биде спорно и ако македонскиот јазик стане пречка за интеграцијата во Европската Унија, ќе стане многу спорно и придавката во името на оваа sui generis организација Европска Унија, бидејќи не можете да бидете европски, а да се мешате во правото на еден народ да каже што е и каков јазик зборува. Нити пак на вакви основи можеме да изградиме едно вистинско, здраво пријателство, што ќе се базира на меѓусебно разбирање и почитување. Ние ќе дадеме се од себе да најдеме решение, да не заборавиме дека предлогот на преговарачката рамка, што излезе врз основа на зеленото светло од март годинава, што го подготви Европската комисија, има параграф кој што зборува дека ние ќе имаме обврска, ова што го спорував за преводот, целото европско право да го преведеме на македонски јазик пред да станеме полноправна членка и да пристапиме кон Европската Унија во документите кои што се предмет на дебата меѓу сега земјите членки врз основа на ваков предлог на Европската комисија, што ги води германското председателство, овој параграф е се уште актуелен.
И влогот за сите страни е огромен. Ќе биде многу тешко новата методологија да заживее. Може би да вратиме еден од слайдовите кај компаративната анализа. Ќе биде многу тешко новата методологија да заживее, ќе биде многу тешко со зборовите на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен. Во март донесовме историски одлуки да почнеме пристапни преговори со Северна Македонија и со Албанија. Да не заборавиме, одлуката за нашата држава беше безусловна. Значи, логично е да очекуваме и да следува меѓувладина конференција и ќе биде исклучително тешко, а може би поразително за целиот регион и политиката на Европската Унија кон Западниот Балкан, ако идентитетските прашања станат пречка на еден процес кој што треба да се фокусира на трансформација во функционални европски демократии, просперитет, владење на право, функционирање на демократски институции и подигнување на капацитетот на економијата да се справи со силите на европскиот пазар. Ова регионалната, компаративната. Пред неколку години Европската комисија, една битна поента сакам да, како последна реченица за ова прашање. Европската комисија пред неколку години се обиде начинот на известување да го направи компарабилен. И како една држава се движи врз основа на претходниот извештај и успехот на една или неуспехот на една држава во споредба со другите во процесот. Во политичките критериуми, и затоа оние фрази за клучните области назадување, нема прогрес, мал прогрес, некаков или извесен прогрес и добар прогрес, врз основа на тоа во СЕП изготвивме една компаративна анализа, користејќи ги овие дефиниции од извештаите на сите земји во регионот. Можеме да видиме дека по политичките критериуми нашата вкупна подготвеност е повисока од било која друга земја во регионот, иако две земји се веќе долги години во преговори, едната 8 години, другата повеќе од 6 години. Нашиот, тоа е со црвената линија, бројката е 2,83, изведена врз основа на овие формулации на Европската комисија. Прогресот направен, плавата линија, во периодот на известување е исто така, нас не става на прилично видливо прво место. Што ова значи? Ова значи дека пристапниот процес е алатка, меѓутоа ако не се користи вистински, ако нема политичка волја за вистински реформи, тој сам по себе не носи напредок. Јас мислам дека врз основа на пакетот за проширување и извештаите објавени пред неколку дена, нашиот напор и жет да тргнеме напред одлучно е исклучителна шанса и за самата Европска Унија. И затоа тоа го прави влогот огромен. Јас се надевам и ќе направиме се да биде позитивната победничка варијанта за сите. Бидејќи многу тешко ќе биде, да речеме, ако имаме блокада од соседна држава, таа ќе биде политичка инвестиција во анимозитет, а не во пријателство. Особено блокада на нешто што е многу наше и не може да биде предмет ниту на признавање, ниту на негирање од било која друга држава. Ако за прашањето на името имаше правен основ во смисла на резолуциите 2 на Советот за безбедност од раните 90 години, со затворање на тој проблем и тргање на референцата поранешна Југословенска република Македонија, личната карта на Република Северна Македонија во Обединетите нации е комплетирана, таму е и македонскиот јазик.
ниту една држава, па дури ни самата Европска Унија, нема правен основ да се меша во ова прашање. Ова прашање е наше прашање. Како што ние, ни на крај на ум не ни доаѓа на друг народ или на друга држава, соседна или не соседна, да им се мешаме во нешто толку внатрешно и нивно. Долг бев малку, а мислам дека беше важно да се објасни и влогот. Комуникацијата е интензивна и секојдневна. За жал, пандемијата и тука е хендикеп, бидејќи не е исто да се видите со колега и да зборувате за ова прашање, или да се јавите по телефон или преку видеоконференциска врска. Комплексно е, бидејќи ние нема да успееме ако ова стане битка меѓу земја членка и земја кандидат за членство. Така што во комуникацијата со другите земји членки на Европската Унија, ние настапуваме рационално, смирено, многу јасно во однос на нашите позиции и мислам дека има апсолутно целосно разбирање за нашите позиции. Вложуваме се и во билатералниот однос со Софија и ќе видиме каков и дали ќе има некаков резултат од тоа во следниве денови и недели. Точно е, нема многу време, се работи за неколку недели. Истовремено, наше е да објасниме нашите позиции, да го објасниме влогот. Има голема амбиција во Берлин овој процес да успее. Канцеларката Меркел во Европскиот парламент јавно кажа дека еден од најголемите приоритети во смисла на надворешната политика на германското председателство е да почне преговори со Северна Македонија и додаде и доколку тоа можно и се исполнат условите предвидени од март и за Тирана и за Албанија. Така што мислам дека има целосно разбирање за нашите позиции, што не значи дека ние треба да престанеме апсолутно со максимални напори да најдеме разбирачка и со Бугарија во рамките и за прашањата за кои што е можна разбирачка. Тука сигурно не спаѓаат идентитетот и македонскиот јазик. За другите прашања ја охрабруваме комисијата, тоа се случи во неколку наврати. Имаме и некои други иницијативи, ќе видиме дали ќе вродат со плод. Влогот што Софија го направи кога тие председаваа со Европската Унија. Самитот што го организираа со Западниот Балкан и Европската Унија 15 години по оној во Солун, 2003-2018 година. Враќањето на прашањето на проширување како повисоко на агендата на приоритети на Европската Унија. Настапите на премиерот Борисов, повикувајќи ги земјите членки дека инвестицијата во европеизација на Западниот Балкан е добро и за нив, и за нивните народи, и за нивните граѓани, и за целата Европска Унија. Сето тоа е голем влог. И ќе биде неверојатно, ние зборуваме за заедничка историја што ги поврзува двата народа, ќе биде антиисториски во таа смисла, ако овој процес сега го свртиме со главата удолу. Целиот напор на председателството нивно тогаш, 2018 година, процесот, договорот за пријателство, се тоа е влог овој процес да успее. И конечно, влијанието на земјите членки не завршува со првата меѓувладина конференција. Ние мора да сме свесни, и македонските граѓани заедно со нас се разбира, е дека овој процес зависи од консензус во овој момент. Има дебати околу менување на начинот на носење одлуки. Во овој момент зависиме од согласноста на сите до една земји членки за секој чекор напред во европскиот процес, на нашиот европски пат. Ке си бидеме разумни, ке бидеме мудри,
ќе го промовираме и ќе го чуваме тоа што е наше и ќе работиме на почит и разбирање, меѓутоа легитимно е да очекуваме и возврат на почит и разбирање. Ќе видиме што ќе биде. Оваа поента со компаративниот преглед, оценките од извештаите на Европската комисија, процесот на носење на Европа дома, за да возможиме европски начин на живот, надеж за успех и просперитет, особено на следната генерација, на нашите млади, нема алтернатива. Се разбира дека тој процес поуспешно и полесно досењето на Европа дома во смисла на принципи и стандарди ќе биде ако ние сме дел од пристапниот процес. Меѓутоа, ние мора да си работиме посветено на носењето на Европа дома. Инаку, апсолутно во овој момент не може да се исклучи дека нема да има меѓувладина конференција кој крајот на оваа година. Меѓутоа, ако причината за тоа е македонскиот јазик, јас сум апсолутно окей со тоа. Дали имаме други новинарски прашања? Благодарам на вниманието. Се извинувам што ве викнавме за време на викенд во сабота. Планираме чести пресконференции, ама и брифинзи, тематски, за да одиме за јавноста да запознаеме по-детално, по-прецизно со голем дел од областите што ги споменав. Мене посебно и ИПА ми е важна, бидејќи влогот е огромен и мораме да го фатиме по-добро да изгинат таму. Може би следната ќе ја направиме тематска за ИПА. Благодарам уште еднаш.